Здраво на сите и добре дојдовте во Sneak Peek. Денеска ви ги представуваме 5 најважни вести. Северна Македонија со значителен пад во извештајот на Freedom House. Земјата и се предлага на висока корупција. Во Северна Македонија надежите што се зголемија во 2017 година по соборувањето на антидемократскиот премиер Никола Груевски доправа треба да се остварат, се вели во извештајот. Приватните специјализанти најавија генерален штрајк од понеделник. Во денешното соопштение наведуваат дека и покрај одржаниот протест на приватни специјализанти на 27 март и остварената средба со министерот за здравство во техничката влада Илир Демири на 2 април се уште не биле исполнети нивните барања. Активисти за права на животните и пратениците во собранието изминатиот период подготвуваа нов предлог на законот за изменување и дополнување на законот за заштита и благосостојба на животните. Со него се предвидува задолжително чипирање и стерилизација на домашните кучиња, освен доколку сопствениците се одгледувачи и кучињата живеат во одгледувачници. Комисијата за граѓански слободи и внатрешни работи на Европскиот парламент во вторник го одобри извештајот за вклучување во либерализацијата на визите на имателите на српски пасоши кои живеат на територијата на Косово, поради загриженоста на властите во Косово дека таквото невклучување ќе ја спречи интеграцијата на српската заедница. 9 месеци откако пожарите го опустошија Родос, Грција започнува со своите бесплатни одмори за илјадниците туристи кои беа принудени да го напуштат островот минатата година. Со оваа одлука која грчките туристички власти ја нарекуваат прва во светот, од оваа недела право на надомест ќе имаат до 25.000 туристи. Поздрав и се гледаме утре повторно. Заследете на социјалните медии.